Иако до пред само 2-3 години Осогово и Академија Пандев играа помеѓу себе како третолигаши, вчера од драстично различни позиции се сретнаа во пријателски надпревар во рамките на подготовките за новите првенства. И од првиот свиреш на судијата се види разликата помеѓу тие што практицираат професионализам и другите кои со фудбал се занимаваат на аматерски основи. Осогово од Академија Пандев загуби со 8:0 во надпревар во кој неговите фудбалери можеа да постигнат некој гол, но и противникот можеше да стигне до двоцифрена победа. Кај струмичани прецизни беа Пандев, Дориев, Белдовалиев, Атанасов и Томовски. Шанса да се запишат во листата на стрелците кај Осогово имаат Тодоров, кој еднаш ја погоди стативата, и Данилов, кој упати опасни удари кон противничкиот пол, меѓутоа голманот ги одбрани или завршуваат покрај голот. Според впечатокот што го оставија струмичани во новото првенство во првата фудбалска лига на Македонија, може да бидат вистински хит и да ја зголемат конкуренцијата за врвот заедно со Вардар и Шкендија. Од друга страна, фудбалерите на Осогово од сите надпревари со прволигашите можат навистина многу да научат, но најмногу дека треба многу да работат на тренизите за да можат да одговорат на квалитетот што го бара втората лига. Солидни партии во одредени периоди од надпреварите против победа во Прилеп и Силекс од Кратово се потврда дека материјал кај жолтосините има, ама треба добро да се скрои за да се формира стабилен второлигаш. Во тешките дуели со силните второлигашки и прволигашки екипи, осоговци договорија дуел со третолигашот Бентонито Драдович, член на третата лига, кој ќе се игра на 9 август на стадионот Никола Мантов во Кочани.